Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновиот серијал интервјуа посветен на поранешните председатели на Македонското собрание. Во првата емисија од овој серијал гостине поранешниот председател на собранието Тито Петковски, кој беше првиот меѓу еднаквите во периодот од 1996 до 1998 година. Председателе, добре дојдовте во емисијата на Собраниски канал. Благодарам на поканата. Кога влеговте прв пат низ оваа врата пред точно 30 години, очекувавте ли дека ќе станете председател на Законодавниот дом или тоа дојде некако природно со оглед на фактот што вие бевте пак подпредседател на Собранието во првиот парламентарен состав во независна Македонија? Знаете, ретко кој човек може да ја проектира својата иднина. Да замислувам, никогаш не сум можел да помислам дека од кај што тргнав од основно училиште средно, дека еден ден ќе станам и пратеник, ќе се бавам со политика. Мојата определеност беше како правник да бидам јавен обвинител или судија. Видејќи и гледајќи филмови овие од англосаксонското право, гледам како жестоко се борат за правата на луѓето, за против криминалци. Не сум можел да претпоставам ни дека ќе бидам пратеник, уште помалку дека ќе бидам председател на собранието, но политичкиот плурализам веројатно во тој период кој што во Македонија се институционализира, политичките партии започнаа да се промовират на јавна сцена, да нудат програми, проекти и да се гради една сосема друга политичка атмосфера во државата која е почива на политички плурализам, различити мислења. Ние сме мултиетничко општество, мултикултурно, по дефиниција конфликтно општество, и во таа борба на политички партии меѓусебно, се дојде до ситуација во првото парламентарно собрание да бидам избран за подпредседател, а веќе во вториот состав на собранието да бидам избран за председател на собранието, бидејќи партијата во која што членува ме предложи мене за председател на собранието, пратениците гласа во услови на такво мнозинство како што беше. И еве, ја можам да кажам дека сум среќен за тоа што имав чест и задоволство во услови на создавање на нова, самостојна, суверена македонска држава, да бидам начело на собранието, или ние тоа го викавме популарно да бидам прв меѓу еднаквите. Така и сваќав својата функција, непосредно со сите пратени. А када очекувања, знаете како во животот некогаш се изневеруваат, некогаш многу се далеку од дневно размислување, но некогаш у животот доаѓате во ситуација во која можете да бирате, можете и да се повлечете ако сакате мирен живот. Така да никој со сила не ве натера да Ви доаѓаше ли на момент да се повлечете? Не, во тој период не, бидејќи сепак ја делува во тој парламент делуваше во едни сосема, јас би рекол, поволни услови за председателот на собранието. Две политички партии доста така значајни бойкотира изборите, така да во собранието имаше такво распоред на сили. Коалицијата што ме предложи и која јас ја застапував, делуваше доста хомогено, компактно. И немам сериозни причини да речеме за да се пишманам за тоа што сме ја прифатил таа функција. Разговорот со поранешниот председател на Собранието Тито Петковски го продолжуваме во Собранискиот хол на портрети, чија идеја била всушност ваша да се направи во зградата на Собранието еден таков простор каде што ќе им се оддаде почит за делото на сите поранешни председатели. Баш така. Морам да признам, не беше оригинално моја идеја, тоа го видов во шведскиот парламент кога бев на посета.
И зошто не, и реков, сепак се тоа е историја, создавањето на една нова институција во државата, Собрание на Република Македонија, самостојна држава, суверена, почнуваме една нова историја, не од поранешна Југославија од 45-та. Значи, по дисолуцијата на некогашна Југославија, сепак имало луѓе кои го посветиле и своето работење, своето дело, политички ангажман за создавањето на една нова држава, која тогаш започна практично и да расте, да се развива, а парламентарната демократија за прв пат заживеа тие 4 години, 5 години во Македонија после долгото владење на еднопартиски систем. И мислам дека не погрешивме сите. Станавте председател на една ваква значајна институција, кога Македонија се уште беше многу млада држава. Само 5 години предходно прогласивме независност во 91-та година. Вие сте сведок но и учесник на низа историски процеси, особено во тој период кога се создаваше плурализмот, кога Македонија стана независна. Со какви предизвици се соочувавте во тој период? Навистина беа тешки времења, но и предизвикувачки. Значи, за докажување на тезата дека ние сме народ способен да има своја држава. По дисолуција на некогашна Југославија практично бевме исврлени на површина и граѓаните, меѓутоа и меѓународната заедница да види дека ние навистина можеме да имаме држава организирана според современи стандарди, да изградиме парламентарна демократија. Имавме од кого да учиме, од земјите со долгорочна парламентарна демократија. Имавме шанса и да ги чуеме и да ги видиме луѓето што ги граделе тие демократии, особено во Европа. И за нас, навистина, беше еден голем, сериозен испит за политичката зрелост на политичарите во тоа време и политичките партии, колку досега нивниот ум. Дали, навистина, ќе ја потврдиме тезата дека сме способни да ги удриме темелите на македонската држава. И мора да кажам дека нека не ми проста сите генерации покасно, бидејќи јас долго време бев пратеник во Собранието, првите 4 години, 5-6 години, мислам дека тоа беше револуционерното време на македонската парламентарна демократија. Така да кажам, вистинска демократија имавме, бидејќи започна процес на создавање на политички партии, артикулација на различни погледи, програми, проекти околу тоа како да се уредува државата. Бевме сведоци на започнување на борба на спротивставени ставови, бидејќи ние дефинитивно бевме повеќе партиско, повеќе етничко, мултиетничко, мултикултурно, мултиконфесионално и по својата суштина конфликтно општество. И требаше да се создаде, да се претпоставки сите, да се усогласат сите различни погледи, и политички погледи, и идеолошки погледи, па ако сакате и мислењето за создавање на Македонија и за градење на Македонија како самостојна суверена држава. Требаше да се употреби целокупниот потенцијал човечки и креативен. И јас мислам дека Собранието во тоа време, ние популарно го викаме парламентот, ги доживуваше своите најголеми денови, најславни денови на својата демократија, бидејќи тој беше широко прифатен од граѓаните. И јас сум сведок низ тие процеси како напредуваше македонската парламентарна демократија и имам право да кажам дека она подршка што имаше македонското собрание тие први 4-5 години, 6, па можеби до 10 години, никош повеќе не се повтори. Ние бевме свесни дека треба да се направи собранието, нели е представнички дом на граѓаните. А граѓаните се носители на суверенитетот и преку пратениците го пренесуваат својот суверенитет на собранието. И ние бевме свесни за одговорност, бидејќи не е се исто да ги представуваш граѓаните, а да емитуваш политика во собранието спротивно од интересите на граѓаните. Тоа беше голема одговорност. Имаше луѓе кои што беа и морално одговорни, политички сите неподковани, но имаше огромна волја, желба кај сите луѓе
да се направат здрави темели на Македонија, особено кога се ноше уставот и така натаму, законите. Па тоа се заседаваше деноноќне во тоа време. И ако не можеме околу нешто да се усогласиме, тогаш цела ноќ дебатираа пратеничките групи, представници на пратенички групи, председател на собрание, подпредседатели, шефови на пратенички групи, нели? Сето тоа за да се дојде до оптималното решение кое ќе ги абсорбира сите тие разни интереси и погледи на пратеничките групи и поединците кои влегува во собранието. Имаше во првиот состав, па и во вториот луѓе влегуваа со собствена кандидатура, кандидати на група граѓани, значи тоа независни кандидати, политички партии со различна провиниенција, не знам, десни, леви, уште не знаевме што е, но знаевме од прилика теоретски од земјите со побогата парламентарна демократија и сакавме тоа да го научиме, значи од различна идеолошка провиненција влегува, па ако сакат и луѓе, не само политички партии. Така да мислам дека тоа е величанствениот период, јас така го третирам во развојот на македонскиот плурализам, кој денес го нема, јас не го гледам. И тоа траеше се до моментот кога почна да се формираат првите партии, првиот собрание на поеќепартиски систем и кога на поеќепартиски систем, мислам, кога созреа политичките партии и кога се сформира првата политичка влада на Македонија. После она, нели, како ја викавме, експертска или влада, популарно надворе вика владата на Киро Глигоров, тој не беше тогаш председател. Ја мислам, тогаш тргна македонскиот пат по Македонија. Бидејќи веќе собранието не беше место како централна институција на нашиот политички систем, на нашата политичка демократија. Собранието од централна институција се претвори во јавна пресметка, односно од пресметка борба на јавна сцена на различни политички субјекти. Ама при тоа во втор план беше државниот интерес. Значи сосема друга беше енергијата, мотив, волјата на првиот состав. Доаѓа луѓе од сите погледи, од сите нивоа, ако сакате и на образование, но луѓе кои имаат чувство на припадност на држава, дека градиме држава. И се прашувам сега, како поранешен председател на собрание, што оставивме на генерациите по нас? И што овие луѓе што денес ја водат, и вчерашните, и пред 10, и пред 15 години, ја мислам, ќе оставиме една голема празнина во развојот на Македонија. Во што напреднавме? Здравство, образование, да не говорам за екологија, тоа е посебна приказна. Погледне, не дај Боже да појдете во овие клинички центри да видите каква е. Не говорам за приватните, за државните. Значи, ние заостануваме на сите полиња. Не напредуваме никаде. Не живееме подобро. Луѓето не ни се вработуваат во добри фирми да примат пристојни плати. Ако нема нови вработувања што примат добри плати, нема издвојување даноци, нема издвојување придонеси, такси, царини и така натаму, а тие го полнат буџетот, тоа се формира. И така директно се влијае на стандардот на граѓани. Јас извинувам, говорам за една слика која јас ја гледам, не може сите да се согласат. И во овој услови на плурализам и не може сите да се согласиме за тоа. Но немам одговор на прашањето. Каде погрешивме како држава, а пред се мислам како политички партии, за тоа прашање се седнува и се разговара. Тоа не може никој да ни го поклони. Затоа е парламент. Парламентот е место кај што се усогласуваат различни политички интереси. Не е парламент клубот на пратеници. И кидат ке се состанат лидерите и ке се договарат кој закон, која содржина, а пратениците само ке притиснат дугмето и ке завршат работа. Тоа е деградација на парламентарната демократија. Омаловажување на пратеници. Ги спомнавме предизвиците со кои што сте се соочувале во тој парламентарен состав, долгите седници, долгите разговори. Тешко ли одеа преговорите за клучните прашања за нашата држава во тој период? Многу, па тоа беше и тешко одеше усогласувањето, меѓутоа луѓето, мислам,
дека тргнува од предпоставка дека ние вршиме важна работа. Говорам за првиот и вториот состав. Дека ние имаме историска одговорност Македонија да биде стабилна држава, богата, меѓународно призната, угледна и тој долг гледавме да си го завршиме меѓу себе разговарајќи отворено, критички, самокритички, убедувајќи се со денови и ноќи. Ние немавме ограничено време колку ќе трае дебатата. До 1, до 2 пауза, па продолжиме. Идеме 3 сати на спиење, после продолжиме утре и така натаму. Во тоа време морам да кажам дека и клучна улога, доколку не можеме ние сите да ги усогласиме политички партии, поединци интереси, еден авторитет во ликот на првиот председател на Македонија, Киро Глигоров, и ние од тука, од салата, се качувавме кај председателот Глигоров на разговори, да ако не можеме да се договориме како пратенички групи, координатори и така натаму. И една анекдота ќе ви кажам. И после многу разговори одење кај председателот Глигоров имаше во ВМРО ДПМН пратеник, доаѓа во салата, зема збори, вели, јас поќе не одам кај Глигоров. Поќе не можам, бидејќи одиме таму со нашето мислење, ваму во сала се враќаме со неговото. Тоа поќе не бива. А вистина, ние не можеме да се согласиме, ама се прифаќаше, се критикуваше. Или за парламентот, како се прифаќаше парламентот, тоа беше театар. Луѓето го доживува како шоу. Само еден пример, не знам да се сеќавате, вие сте млади луѓе, Митко Атанасов. Така беше многу забавен човек кој ќе излезе, ќе каже многу згоди, незгоди и така, и луѓето, децата, особено младите, многу сака. И се случи, ова не е приказна, вистина е. Еден стоматолог кажува, јавно се јави, вика, затворете ги седниците на собранието, вика, имам проблем, шо. Тој отишол да се тушира и едно време влегува синот и вика, тато, брзо, тато, што е работата? Митко Врапчето е на телевизија. Од така го вика надимак некој. Значи, толку беше интересен да се гледа парламент, диалози, реплики, вамо тоа. Ама не сум чул навреда. Ниту една навреда, дискредитација. Ова денес е сатанизација што се води на. Ова ми е многу призивно, ниско култура. Демонстрираат пратеници, многу ниска култура. До омраза. Па добро, како ние ќе водиме државата, ако исти род, ако сакате, и нека бидат и други, душа си вадиме меѓу себе. Зошто? Затоа што кој ќе биде на власт, кој ќе ги прави тендерите, кој ќе вработува. Тоа не е главната. И ја изгубивме главната цел. Каде отиде Македонија? Ајде, нека ми кажат низ ова пример денешна, кој што вложи во ова Македонија и како дојдовме до ова, да рече, парламентот има централно место и мора да има. Тука се усогласуваат сите интереси. Изместувањето на други места, на други локации, договарање. Овде како треба и 3 дена ќе се објадуваме за една работа, за еден закон, ама договорите таму значат само дискредитација, изместување на основната функција, усогласување на сите политички интереси, идеолошки во собранието. Нека седнат, нека се договорат како Македонија да влезе во Европската унија, влеговме во НАТО, да обезбедиме стабилност и безбедност на државата. А ако влеземе во Европската унија, поготово во овие турбулентни времиња на глобален план што се прават во Македонија, бидете сигурни дека многу побрзо ќе напредуваме и финансиски. Јас знам дека тешко е достоинството, да се каже, не ја виткам кишмата и така натаму. Не, достоинството на една нација се брани по стандардот, по образованието, по здравството, по меѓународниот углед, а не дали ја ќе бидам среќен со една политичка одлука. Значи, за било каква политичка одлука, различите се мислењата, али за меѓународно етаблирање на Македонија, мора да седнат да се договора. Тоа е мојата порака до сегашниот состав, независно кој од која политичка партија доаѓа. Кои прашања беа клучни во тој период, додека бевте вие на чело на собранието? Па знаете, на почетокот, по распадот или дисолуцијата на некогашна Југославија, имаше политички партии, поединци кои сметаа дека треба се уште да се соработува со сите поранешни
делови поранешни републики некогаш на Југославија и не треба можеби да се прекинат сите врски со формирањето на самостојна држава. Тоа не е случуваше со работката на Македонија со сите, меѓутоа имаше и клучната разлика сепак беше околу тоа дали Македонија треба да направи национална држава на македонскиот народ во која сите политички партии, сите етнички заедници ќе го прифатат како синтагма. Значи, еден народ кој што имал многу проблеми во историјата, дефинитивно доби историска шанса сам да направи држава, да биде доминантен фактор во одлучувањето. Меѓутоа, после многу превирање, особено кога го носевме уставот, дојдовме до современ граѓански устав кој ги користеше сите достигнувања демократски, парламентарни од развиениот свет, во кој и се определивме да градиме општество во кој главниот збор ќе го има граѓанинот, представен преку пратениците во собранието. Значи, цивилно општество на равноправни граѓани, независно од етничката припадност. И клучна работа за која јас се сеќам од ова позиција што денес ја немаме во Македонија, како не успеавме да изградиме систем во кој сите припадници на етничките заедници ќе чувствуваат Македонија за својата тковина. Ги спомнавме сите клучни моменти од независноста на Република Македонија па наваму во 90-тите години. Од денешен аспект би смениле ли нешто, би направиле ли нешто поинаку? Па во тој период се донесоа многу закони. Пред малку реков кога разговаравме, морам да признам, беше полесно како претседател на собранието да раководам со собранието во услови кога две политички партии го бойкотира вториот круг на парламентарните избори и практично во собранието немаше релативна опозиција. И либералната партија отиде во опозиција, либерално-демократска, и практично имавме мала опозиција за наши прилики, особено гледано низ денешен ракурс. Така да многу закони се донесоа, усогласувањето траеше, морам да кажам исто така, многу нормално. Кога говорам нормално, разговаравме сериозно како луѓе, како пратеници, одговорни за она што го правиме, одговорни за одлуките што ги донесуваме и дека мора да мислиме тоа се да биде во интерес на државата, бидејќи почеток беше на изграда на нова држава, не тоа беше толку важно и за нас како дома, меѓутоа и обсервацијата од надвор дали се движиме како држава која може да биде со сите атрибути. Така да многу закони се донесоа за многу кусо време од прво таа причина што релативно слаба имавме опозиција, односно практично да немаше опозиција. И второ, ангажиравме многу луѓе, експерти од различни сфери кои имаа за задача да ни помогнат. Имаше пратениците не се политички едуцирани, а немавме ни техничка помош, немавме луѓе кои што се вични во сферата на политиката, говорам пред се експерти, асистенти, како претпоставувам денес е полесно, денес имат луѓето и своји асистенти, или има кај да се подпрат, имате институт, ние сами моравме да се снаоѓаме и светогледот да си го прошируваме и да ги користиме повеќе умот на луѓето кои што тоа го знаеа, особено од универзитетите, од правниот факултет и така натаму кога станува збор за закони. Така да, искрено речено, немав некој како претседател на собранието тешки усогласувања, тешки седници во кои не се знае што се сака, на крај туку само да се покаже нешто. Многу поодговорно морам да пред. Тоа за мене останува како константа
многу поодговорен однос на пратениците кон собствената обврска што има како пратеници и доминантниот интерес на државата беше и на таа основа кога се работи многу е полесно сите работи да се града, да се канализираат во рамки на усогласување на интересите идеолошки, партиски и така натаму. Партиските беа на втор план. Мислам дека имав еден период, така, за себе говорам, мирен период на раководењето со собранието. Председателе Петковски, за крај на нашиот разговор, што би им порачале на помладата генерација политичари? Тоа е многу ми е полесно од ова позиција сега што имам, нели? Јас сум сепак човек кој што се баве со политика, но активна политика веќе повеќе од 10, можда 15 години не се бавам. Но сведок сум во настаните што се случуваат на политички и општествен план во државата и морам да кажам дека имаат многу одговорна задача. Мора да сватат младава генерација, луѓето, тоа имам право да го кажам и како поука, да сватат дека Македонија е сега во нивни раце. Државата, институциите, животот на граѓаните, функционирањето на бизнисот, на културата, на здравство, мора да сватат дека зависи од нивниот глас, од нивната партиципација во собранието, во која насока ќе се гради законодавството, какви услови ќе се создават за работењето на бизнисот, какви односи ќе градиме меѓународни, дека на прво место мора да биде тоа, а не партијата. И ако се свати дека навистина пратеникот има многу благородна, често пати визави пратениците, партиите и неблагодарна позиција, ама да си го чува своето достоинство, да каже да, јас во тоа не верувам, припаѓам на таа партија, ама извинете, по овој закон, по оваа точка јас сакам да гласам вака. Може би ќе се сопадне со мислењето на пратеник од друга партија. Тоа не е ерес, тоа е придобивка. Значи, одењето кон опремувањето на стручна, компетентна администрација и во собранието и во владата доведува до создавање, креација на квалитетни закони кои што им дават можност на пратениците и критички да се однесуваат. Па не е све апсолутно точно идеално што ќе го предложи мојата влада. Јас сум гласал против промената на уставот која беше со рамковниот договор, затоа што така сметав. Јас како правник мислев дека не може да се наметне промена на устав со сила, со оружје. Него само договор е договор ако се договориме, а не ако излеземе на војна, па кој ќе победи, тој ќе одлучува за таа работа. Не само ја, имало многу други пратеници кои не се согласуваа со определени закони, што ги предлагаше својата влада. Значи, активен пратеник. Тоа е идеал кон кој се стремим. Ама пред треба да почнат да се обидат дека може да биде одговорен човек пред граѓаните. Многу договори, разговори, политички проекти, сето тоа завршува со бројот на гласовите. Значи, тоа е математика чиста, за да не биде бен само пратеникот, да не биде само гласачка машина од македонско производство, него да биде активен субјект, треба да размислува. Да размислува, да гради предпоставка за унапредување на системот во целина и на растење на угледот на собранието. Ви благодарам за денешниот разговор, што бевте гостен во Собраниското студио и на Собраниски канал и што со нас поделивте моменти од 90-тите години, од времето кога вие бевте начело на Собранието и своји видувања за иднината и развојот на Македонија. Јас ви благодарам на поканата. Задоволство ми беше.